А сега, после вестите, се префрламе кај мојата колешка Искра, која си ги има своите втори гости, ке кажам, во ова утро. Денови за донирање. Така јас ке оставам на вас, ке донираме и да видам што може да се донира и јас ке донирам од срце, верувајте. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Повелете на 143333 веќе може да дадете својата донација. Благодарам, веднаш може да го сторам тоа. Да, денови за донирање Слободанка обично сме научени на конкретни настани, поединечни настани каде што се донира, но овој па станува збор за цел еден концепт, цела кампања, така што ќе имаме што да зборуваме. А наши гости се Виктор Мирчевски, кој што е директор на Сдруженијето Конект, и Јорданчо Јосифов, председател на Сдруженијето Палиум. Ќе навлеземе малку повеќе се самите здруженија, но Виктор Конект е организатор на целиот овој, реков, не настан, на целиот концепт, на целата кампања. Упатине малку повеќе за што станува збор. Да, тука сме да разговараме за убави теми после вестите. Ве повикуваме да донирате, денови се на донирање, така се нарекува кампањата во рамки на проектот на USAID партнерства за донирање, во кој што ги поттикнуваме сите компаниите, граѓаните, здруженијата, граѓанските активисти, сите ние може да се вклучиме за да градиме поубав живот во нашата земја. На свеста апелирате. Апелираме на свеста, но и на акција. Донацијата е можеби највисокиот чин на активното граѓанство. На тој начин ние помагаме и потврдуваме дека сме активни граѓани, дека сакаме да направиме поубави заедници во кои што живееме. Што се опфаќа оваа кампања? Да, кампањата опфаќа два сегменти. Едниот е посветен на граѓанските организации. Ние многу работиме на нив за појасно и по-сеопфатно да бараат донации од бизнисите и од граѓаните. И отвараме како платформа, па секоја организација може да си направи свој настан за донирање, да испроба модели во кои што граѓаните на лесен начин, но и проверено ќе можат да донираат. Ние ги следиме ефектите и знаеме дека донациите одат во правите раце и се здружуваат и прават вистински импакт во општеството. Другиот сегмент е дека за прв пат во нашата земја формираме донаторски фонд. Ги здружуваме средствата на граѓаните и бизнисите за тие да направат поголеми промени. Некој ќе си каже што јас со моите 100 денари можам да сменам или да направам, ама кога ќе се здружат многу 100 денари, така како можат да носат промената, а ние во Конект со 15 години искуство знаеме тоа да го следиме и им даваме назад извештај на сите донатори за што им постигнале донациите. Каква е рамката на целата кампања? Денови од кога до кога? Строго од тогаш до тогаш може се донира или пак е нешто што ќе може да се продолжи понатаму? Ќе може да се продолжи, но интензивираме во овој месец и до средината на ноември. Граѓаните можат на www.connect.org да го видат нашиот донаторски календар, каде може да си одберат ден во кој што може да се донира и да се приклучат според својот афинитет. Едно од здруженијата кои што се поддржани или вклучени, да речеме, во целата оваа кампања е токму Палиум. Ајде прво малку за самото здружение, Јорданчо. Како што кажува и самиот назив, станува збор за здружение за психосоцијална поддршка на палиативните пациенти и нивните семејства. Палиативни пациенти се оние пациенти кои се наоѓаат во фазата кога болеста е во фаза кога лекувањето е веќе завршено и сега веќе настапува оној период кој што е малку непопуларен и посебно тежок кога разделбата е неминовна со семејството и треба да се помогне на тие луѓе. Значи самиот назив кажува психосоцијална поддршка во смисла на тоа да разговараме со нив, да им помогнеме како професионалци бидејќи го работиме тоа и бидејќи ги знаеме условно кажано фазите, онака школски што следуваат да седнеме со семејството да поразговараме и да му објасниме што е тоа што следува во фаза од болеста и како ние како професионалци можеме да им помогнеме. Невладината е формирана по една убава иницијатива во време на пандемијата со COVID. Бевме приморани, ни се случи една ситуација да немаше кој да им помогне на луѓето и само иницијативно помагавме по нивните домови, контактиравме. Тука некаде се роди идејата да профункционира и нашата линија за поддршка на палиативните семејства, палиативните пациенти и нивните семејства и сето тоа заедно откако заврши пандемијата ни остави простор да можеме и официјално да се регистрираме како здружение, граѓанско здружение, кое што првенствено ќе помага со оваа цел на
група. Кога збориме за целната група, мора да истакнам дека имаме загрижувачки податоци. Институтот за јавно здраве води своја статистика и вели дека од 2012 до 2021 докога се направени бројките, докога се сумирани резултативе, имаме загрижувачки тренд на нагорна линија на раст на палиативните заболувања, односно на малигните неоплазми, кои што најчесто потоа завршуваат со појава на канцер, односно рак. Целната група е голема, како што реков, над 4600 луѓе годишно заболуваат, односно се диагностицираат на територија на цела држава. Така да тоа се бројки кои што се над европскиот просек и затоа има потреба од вакво здружение покрај сите други здруженија кои што се со хуманитарен карактер, кои што имаат за цел да помогнат на било која целна група, но еве ние сме определивме, бидејќи работиме со оваа целна група, се определивме тоа да бидат палиативните пациенти и нивните семејства. Освен проблемите со кои што се соочуваат самите пациенти, нивните семејства, со кои проблеми најмногу се соочува вашето здружение, односно како најмногу може да се помогне со цел да им се помогне на самите пациенти, на семејствата? Така. Како младо здружение, најбитна ни е поддршката од општеството. Знаете како, често знам да кажам, ние имаме проблем што немаме систем. Треба да изградиме систем на поддршка и помош за оваа целна група. Од моментот на диагностицирање до моментот додека да речеме дојде до институционално сместување во некој од болниците кај што има потреби или најчесто во специјализираната болница за геријатриска и палиативна медицина 13 ноември, тие луѓе се препуштени сами на себе. Значи затоа едно од нашиве, мислам во статутот стои едно од нашиве цели е да правиме промоција, да ги афирмираме, но и да ги застапуваме овие луѓе. Палиативната болест и самиот третман се разликуваат по тоа што семејството, знаете како имаме еден болен вакво во семејството и целото семејство болува со него. Не е тоа повреда како која ќе, не дај Боже, ќе скршиме рака или нога, па знаеме како ќе тече лекувањето и ќе помине. Туку свесни сме за исходот кој што следува, да се трудиме да и понудиме. Потешко и потешко, така. Да, и се ние сме тука како професионалци да ги водиме низ тие фази. Прво да не бидат осамени, никој не треба да биде сам. Второ, да имаат стручна помош кај што ќе ги упатуваме бидејќи ги знаеме чекорите кои што следат. Значи поголема поддршка од државата во смисла на олеснување на постапката за добивање на туѓа нега или некои други поволности кои што ги овозможува нашиот систем. Иако велам дека нема, ама сето тоа е премногу долго и сето тоа на луѓето кои што се во шок, кои што се во жалост, кои што немаат време, кои што физичкото присуство на семејствата мора да биде покрај самиот пациент, нема кој да ги истрча тие работи. Административните процедури за жал во нашава земја знаеме колку траат и како траат и уште одлуката на комисијата за туѓа нега за попреченост за некои од додатоците кои што им следуваат, сето тоа знае да се различи така да најчесто ја добиваат помошта тоа кога веќе пациентот за жал почина. Тоа ни една од работиве правно кај што можеме да децуваме на измена на законските решенија, постоечките законски решенија, за сето тоа да биде многу побрзо и многу поефикасно. Од друга страна ни фали, како држава ни фали дневен центар. Знаете, нонстоп слушаме дека фондот е обременет и дека нонстоп работи со загуба, збориме за фондот за здравство. Овие пациенти се ослободени од плаќање, но има една битна работа да нивниот третман, како што квалитетно палиативната нега, како што се изведува во институционално во болница, така може да се изведува и во домашни услови, но може да се изведува и во некоја алтернативна форма, тоа е дневен центар, кај што пациентите наутро ќе доаѓаат, ќе ја примаат терапијата, ќе бидат подготвени за ќе им се пружи психосоцијална поддршка и навече ќе заминат дома. Зошто го велиме ова? За да се задржи врската на семејството со пациентот. Да самиот пациент, најчесто тоа свесни пациенти до последниот ден, да не го имаат чувството дека тие се болни и се оставени на своето семејство. Кога би имале еден таков дневен центар, за кој што ние се надеваме дека со помош од одговорни бизниси и воопшто од целото општество, ќе успееме да го изградиме, макар нека биде со 3 со 5 кревети на ниво на Скопје, ќе помогнеме, ќе се почне и самата пракса, самата реалност ќе ни го покаже дека тоа е модел кој што треба до кој што треба да се придржуваме. Да речеме, околните земји го имаат решено многу ефикасно, тоа имаат направено децентрализација. Конкретно збориме кога пациентите веќе ќе влезат во терминалната фаза, во последната фаза од својот живот. Ние имаме 2 центри во државата, едниот е во Скопје, хосписот Сјурајдер и исто така хосписот Сјурајдер во Битола, кој се дел од специјализираната болница за геријатриска и палиативна медицина 13 ноември. Тоа се 2 капацитети со по 75 легла.
Ќе го земам пример случајот со Хрватска, бидејќи изработував специјалистички труд на таа тема, кај што вели дека секое поголемо место кај што има болница мора да остави 3 до 5 кревети за вакви палијативни пациенти. Со тоа е направена децентрализација. Сега кај семејството, ја знаеме финансиската состојба во државата, каде мака мачат со самата болест и со третманот на пациентот, тие треба од Струмица да го транспортираат тука и не да Боже кога ќе почине пак назад. Тоа се додатни финансиски зарошци кои што и онака го преминуваат нивниот буџет, додека кога ќе имате, да речеме во Струмица као поголем град го земав као пример, кога ќе имате 5 легва, во секое време ќе може да се сместуваат луѓето и да им се пружи нега и да бидат поблиску до својот дом. Виктор, кога ги слушам овие нешта, многу ми мило што ја иницииравте оваа кампања. Ајде да видиме кои се активностите, кои беа, кои допрва ќе бидат, каде се граѓаните кои што сакаат, кои што имаат желба, кои што имаат можност, би можеле да се вклучат. Така, значи, еден аспект централни настани поголеми кои што ги имаме. Такви беше и концертот на М2 и пријателите, што беше за млади, сите средства од билетот одеа во фондот за вакви здруженија како Палиум, на лесен начин да доаѓаат до средствата. И кај нас најчесто за граѓанските организации се странските донаторски средства достапни, но за тоа треба да се изоди одреден пат и да се има соодветен капацитет за да се дојде до таму, но ние делуваме во тој систем да полека тие растат, затоа што ни се како потребни за да ги обслужуваат потребите на граѓаните, да излеземе од хуманитарното донирање. Мора да се има некоја тежина, некој портфолио предходно за да се надоврзат другите, но така? Мора да се овозможи старт за такво нешто, затоа што овие здруженија постојат за да го подобрат животот на граѓаните. И тие никнуваат од потребите на граѓаните, како што слушнавме од Јордаче. Да немало потреба, не би се оформило, така? Знаат и решенијата. Овозможуваат луѓето да се, да речеме, избават од сиромаштија, наместо само да ги храниме. Значи, прават вистински промени и за нас тоа е важно. Така веќе 16 настани има во нашиот календар во денови за донирање. Можам да ги спомнам настаните што денес може да се вклучите од 12 часот во близина на куќата, спомен куќата на Мајка Тереза, Центарот за социјални предпријатија, имаме донаторска чајанка. Со пиење чај или купување на чај го поддржуваме здруженијето Билки Лайф, кои што прават мобилни хербални градини, што сите ние може да ги имаме во домовите, ги изработуваат лица со попреченост и на тој начин прават вклучување на оваа маргинализирана група во општеството. Отворете ги прозорците, потоа прават кумски настан, така се ги нарекуваат. Кумски настан, така се ги нарекуваат бизнисите кои што ги поддржуваат редовно за нивниот центар за асистивна информатичка технологија. Тоа значи дека ако некој детенце има попреченост, тоа може да го надмине со лесна адаптација на компјутер. Голем маус, голема тастатура, читач гласовен, различни начини да се надмине попреченоста, да може да се заврши едукативен процес и потоа да се вработат овие луѓе. Всушност, достоинственото вработување е едно и нашите теми кои што ги опфаќаме, а од 18 часот можеме да донираме матични клетки. Тоа се прави на многу едноставен начин, со брисави, како што поминавме низ ковидот сите, дури многу поедноставно од образ, влегувате во регистарот на Научна фондација Спировски и било кој во светот да има потреба за спасување на живот, доколку сте генетски компатибилни, тие ќе ви изнесат и со обично давање на крв ќе спасите живот. Одлично. Јас сум фасцинирана. Да, исто јас од различни форми и на вистина може секој да си одбере нешто во што ќе се најде. Во колку часот беше овој настан? 18. Овој настан е во 18 часот во кафето Марвел. Кафе баровите не поддржуваат. Секако кога е за ваква цел може слободно и реклама да им се даде, така што мислам дека никој нема да забележи тоа. Да, станува збор за општествена одговорност, па е повеќе и од реклама. Секаде каде ќе видите знакчето денови на донирање, може да бидете сигурни дека средствата одат на вистинско место, па се надевам дека и кутиите за донации, SMS броевите ќе бидат прилично активни. Јорданчо, ви имавте тивка аукција? Каква е таа тивка аукција? Тивка аукција беше еден интересен настан зад кој што застана нашите пријатели од Конект. Всушност први поминавме обука, потоа добивме
целосно менторирање за да го спроведеме тоа. Мислам дека сме едни од ретките кои што спроведува тивка аукција во Македонија. Уште поинтересна е приказната што стои во сето тоа. Имаме една пријателка која што има ќерка која што е неподвижна, односно е палиативен пациент, се наоѓа во таква фаза од својот живот и мајката е аматерски сликар кој што изработува најразлични дела ликовни, црта на стакло, црта на хартија во најразлични техники и се тоа. Бидејќи подолго време соработуваме и помагаме во палиативниот третман на незината ќерка, кога слушна за нашата акција и кога се вративме, кога и кажавме дека ќе учествуваме во кампањата Донирај денови за донација, донирај од срце, таа ги отстапи своите цртежи и рече повелете ако може да се направи некоја активност. Се координиравме со Конект и направивме тивка аукција во просториите на Граѓански ресурсен центар во центарот на Скопје, кај што поканивме наши пријатели, подржувачи, луѓе со кои што работиме, комши, значи од отворен тип, кај што можеа да дојдат да ги видат цртежите, под цртежите стои лист, значи не оде јавна аукција, туку стои лист со бројче на аукционерот и со цената која што може да ја надкачува, односно да наддава. За на крај ги собравме листовите и оние луѓе кои што ја постигнале најголемата цена си ги добија тие цртежи. Бидејќи се наоѓаме во денови на донирање, исто така да направиме и мала промоција, ќе ви поклонам еден цртеж од Дајте ми го мене тоа. Повелете. Ова е цртеж од таа мајка која што се грижи за својата неподвижна ќерка и на него ќе го приметите исто и сертификатот кој што го издаваме ние како здружение, со кој што потврдуваме дека станува збор за експонат кој што е изработен од палиативен пациент или неговото семејство. Повелете. Многу ви благодарам. Не само за ова, и на двајцата ви благодарам и за самата замисла, и за концепцијата, а еве веќе може се каже и за реализацијата на цела оваа кампања. Секогаш сме тука за вас. Ќе трае уште кампањата и за следната повторно сме тука. Ви благодарам и на поддршката на ова. Благодариме. Сузанка? Јас само ќе кажам кратко и јасно, раката што дава не се суши. Не се суши. Така. Ви благодарам многу.